Проблемот што ние го имаме во текот на вакви пости е што треба да замениме количина на калории кои што ги има во мастите и бидејќи не можеме да внесуваме или ќе го почитуваме постото и нема да внесуваме животинска храна, се фокусираме повеќе на јаглехидрати, односно на леп, да бидам искрен, или некои други замени за лев, компири, ориси и така натака. За да надокнадиме одредена количина на калории, 2-3 во ден ќе ни требаат за обичен човек, зборувам маж или жена, зависно од неговите активности, треба да внесеме огромна количина на јаглехидрати. Тие во пракса не ни требаат толку во организмот, а биолошки организмот е сетиран да кога ќе ги потроши количините што му се потребни, понатака ги складира јаглехидратите. Тие се складираат во вид на масти. Че ние зголемуваме ниво на триглицериди, автоматски зголемуваме маса доколку неправилно постиме. Значи во случајов или доколку едноставно се трудиме да се заситиме. Затоа што најголемиот проблем кој што човекот го има во вакви работи е едноставно чувството на глад. И наједноставно е да одиме со класична лебна, велиме исхрана, или зголемување драматично на количините на бели пецива кои што ги внесуваме. Независно што се тие без масло, правиме штета и нема да ослабиме. Во такви случаи често пати излегуваат луѓето после постот и со поголема килажа и што е уште полошо, да речам, со полош однос на масти и на протеини во телото. Бидејќи ако ние не ги надокнадиме протеините што ни требаат секојдневно во исхраната, а за да надокнадиме животински протеини мора да зголемиме доста од растителни, мора да зголемиме доста исхрана од тип на граф, леќа, печурки или соја, која што е доста корисна за вакви периоди. Тоа се сепак 7 недели. Так. Тоа е сериозен процес. Тоа не е кратко време и доколку не размислуваме на една разновидна исхрана, ние можеме да ги нарушиме односите во организмот и наместо да постигнеме ослабување и подобро, да речам, тело и изглед и здравје, ние ќе постигнеме губиток на мускулна маса, а зголемување на сало. Значи, ефектот е контрапродуктивен ако не размислуваме и не се храниме разновидно и не ги употребуваме сите можни растителни извори кои што ни се на располагање.